Стефан, добре дојде во Охрид, само што пристигнавте, Мартин малце не скивираше, избега, не сака да се снима. Како се кажи ми? Јас сум малку изморен, меѓутоа задоволство ми е да дадам некоја изјава, некој интервју за вас, затоа што сепак сте медиум кој што се труди околу македонска естрада, така да тоа започнете така. Ти благодарам многу. Кажи ми, вечерва настапувате во Лихнидос. Што очекувате од вечерјашниот настап? Не сме често, за прв пат сме, затоа што во принцип многу ретко пееме ваков тип на настапи. Меѓутоа, на наше задоволство и верувам на задоволство на публиката, ќе се дружиме заедно во тој локал и ќе си поминеме заедно со сладка артистика, супер, и ќе приредиме едно шоу на професионален и емотивен начин. Така. Да. Стефан, кај тебе актуелно што си тазе оженет. Кажи ми како е да бидеш во брак, се промени ли нешто за овие неколку денови? Како си поминавте на свадба? Мора да ми раскажеш нешто. Па многу е рано да одговорам како е да се биде во брак, се осеќам уште како да сум во врска, меѓутоа има некои адети сменето, потрошивме пари на свадба и тоа се менјава. Меѓутоа супер е, шала на страна, јас секогаш сум бил за луѓе да доколку се сакаат да влезат во заедница како што е бракот, да си оформат фамилија и да се засекогаш заедно. Свадбата помина одлично, имавме преубави гости, преубава забава. Од таму малце ми потегнува гласов, ме фаќа неизморено, меѓутоа ќе помина и тој период и концерти и ќе се одмориме. Пееше, видов, не помина без песна. Па нормално, идејата со мојата невеста поново, претходно викав пред 2 недели девојка, меѓутоа беше да испееме нешто, да направиме различно, затоа што и она знае да пее. И викам, сакаш ли да направиме некој дует на наши две омилени песни? Зашто не? Мене повеќе паника ме фаќаше за нејзо, затоа што нема пеено долго време пред поголема публика, меѓутоа се снајде одлично, дури и подобро од мене. Го прашавме како се снаоѓа во улога на Чичко, со оглед на тоа дека често објавува емотивни фотографии со внуката Лијана. Јас сум Чичко и уживам во улогата на Чичко. Сакам да бидам татко, веројатно како секој нормален човек што влага во заедница, сака да се оствари како татко. Јас сум Чичко, таму е Лијана и е најубавото нешто што се случило на фамилијата Филиповски. И да ве посакуваме во наскоро и принова. Кажи ми, Стефан, мора да поразговараме, вие сте многу долго години на македонската сцена, специфични сте, заедно со Мартин, па кажи ми, може ли двајца близнаци да имаат различен музички вкус? Може, Мартин имаме доста различен вкус, он знае и во слободно време да слуша и рап музика. Ја не сум премногу околу таа музика, иако битот го сакам и текстовите, меѓутоа не сум премногу навлезен во тоа. Он го сака тоа. Јас слушам рок, слушам по нека вокална музика, знам и опера да слушам и тоа е тоа, нешто што не прави различно. Кажи ми, вие дали сте еднојајчени или двојајчени? Мислам дека сме еднојајчени. По документ физички сме двојајчени. Тоа ми беше прашањето, дали има кај вас ето тоа специфично, близнаците знаат да усетат нешто еден со друг, имате некои заеднички карактеристики? Да, имаме некоја конекција, не можам да кажам дека сме телепатски премногу поврзани, меѓутоа имаме некоја енергија каде што се чувствуваме без да си кажеме некои работи. Тоа се осеќа во нашата работа, без да на сцена, без да комуницираме, да си речеме збор, ние знаеме да се разбереме. Се браните ли еден од друг? Ете, може би и сега, може би порано во детството? Отидеш да го нападнеш, ќе го брани. Знаеме, вака родителите знаат да не искараат понекогаш. Дали така? Често да се караме, да ти кажам, прво не да се браниме. Да се караме, уште од мали ни остана тоа, да имаме различни, мислам, некои свој вид на комуникација, понекогаш и добро, понекогаш и лошо, меѓутоа луѓе сме и гледаме да се коригираме со годините, како што идат.
Морам малце да прашам за музиката. Контроверзно што е ова? Ова е почеток, чекај. Добро. Вака сакам да поразговараме за музиката. Вие сте, значи имате специфичен стил. Морам да те прашам дали некоја ваша numера и песна е инспирирана од некоја љубовна приказна што јавноста ете не ја знае. Па нормално сите, ние не сме луѓе што лажат, ние сме луѓе кои што музиката креираат врз основа на искуство, дали е наше, дали е твое или на било кој во општество. Значи инспирирани сме од реални приказни. Има многу песни кои што сум ги пишал за мојот личен живот, например песната прва која направиме со Next Time, не верувам во тебе, напишав за таа моја прва љубов. Бев изненаден како тоа може да луѓе да се сакаат и одеднаш све да згасни, да сватиш дека она усвари не верува од тебе, а претходно на 100.000 пати го слушав зборот дека верува од тебе. Ме сваќаш и тоа беше не верувам од тебе као чуден збор. И така беше напишано на крајот од денот за една друга девојка. Пишав, меѓутоа еве сума сумаром се реални приказни. Кој е името на таа прва љубов? Таа прва љубов се викаше Марија, се вика уште Марија. И така, едноставно, тинеџерски години сме имале некоја конекција, до ден денес се почитуваме, си има своја фамилија, меѓутоа ја почитувам уште као човек. Дали можеби на вашите настапи и концерти има забележано некогаш некоја бивша љубов во публиката? Ја не ги забележам човече нигде на улица, моите бивши не па на концерт. Така да стварно тоа ми е чудно зашто многу ретко гледам бивши на ова. А многу ги има. Многу ги има од прилика. Се шалам, не сум тип што претерувам многу. Меѓутоа сум имал некој период као секој човек. Тоа е нормално во животот, меѓутоа стварно не ги гледам. Стефан, познати се по вашите преработки на македонски традиционални песни. Кажи ми, колку патриотизмот во песните е маркетинг, а колку е навистина од срце? Маркетинг. Требаше прашање ми опостишко почнавме со преработки од 2014, затоа што тогаш не беше популарно да се прави. Ние го почнавме и почна сите да не следат. Така да, ако се вратиме на тие почетоци, ќе сватиш дека маркетинг не е, дека е направено све со љубов, меѓутоа може да ги прашаш другите дали биле инспирирани од нашиот успех да продолжат да го прават ова и ја го поддржувам тоа што го прават. Затоа што сепак музиката е и шоу бизнис, меѓутоа ја правиш од љубов, така да меѓутоа не е за нас прашање, не треба да се однесе. Како одлучивте да тргнете по тој пат? Тргнавте ви, почна успешно и се до тоа до ден денес го задржавте некој тој стил. Дали можеби ви планирате во иднина да промените нешто, да ви видиме во некоја друга варијанта? Може поп, некој фолк стил? Види, не знам колку се запознаена, меѓутоа измината година издававме 2 песни со Слатка Ристига и имат Океани 3,3, Магдалена 700.000 прегледи, што е за краток период страшна бројка за македонски артисти и мислам дека сме продолжиле во животот со поп музика и сметаме дека ни фали како Next Time и како артисти еден добар албум со поп numери. А да се навратам на твоето прашање и констатација, ние сме, знаеш како размислуваме за себе, многу сме срекни што 10 години, целих 10 години ние обстигуваме со овој тип на патриотски песни. Значи, изработуваме, како што кажат, ајде маркетинг, меѓутоа попратно е тоа. Не можеш да пееш и без пари. За да направиш спот високобуџетен треба да заработиш пари. Меѓутоа имаме среќа што сме артисти што со еден албум пееме 10 години. Така. Веројатно публиката тоа го цени и го сака. А може би некоја турбо фолк? Турбо фолк, мислам дека никош нема да слушнеш од нашите гласови. Друг тип на музика што стварно вреди, може да импровизираме, меѓутоа турбо фолк не. Сметаш дека турбо фолкот не вреди како жанр на музика? Па чим се наплаќа вреди,
Меѓутоа, дали ја го почитам, тоа е друго прашање. Ја не мислам дека го почитам тој вид на музика, затоа што не е за мене. Некам да ги судам луѓето што слушаат, меѓутоа не е за мене и мислам дека за мене не е ред. Стефан, кажи ми, дали Next Time има конкуренција во естрадата? Па треба да видиме дали има естрада прво. Има артисти, дали има естрада, тоа е друго. Тоа е добро прашање, конкуренција. Мислам дека ако се тркаме, ќе го земам како конкуренција, како збор, меѓутоа никој не се трка меѓу себе. Порано кога почнував имаше повеќе онака као непријателства, туку сите се напредува кој по-високо место да земе на естрадата. Денес не е така и денес се сите пријатели и затоа мислам дека нема конкуренција и не знам што. Едноставно публиката си го бира својот артист, а ја гледам дека публиката дава шанса на сите. Сега кој ја искористува на вистински начин, тоа е у благосостојба. Еве спомна дека дали има естрада е прашањето, тоа и ние се прашуваме многу често. Што мислиш, што е проблемот во македонската естрада? Порано бевме, значи стварно актуелни, имавме многу изведувачи, многу луѓе што се труде. Што е проблемот денес? Според тебе? Види, у принцип кога искачам на интервју не кам да се жалам, затоа што кога ќе гледам луѓе и пејачите кога ќе дојде и само се жали, исклучувам програма. Меѓутоа дефинитивно има некој проблем што кај нас Next Time не го осеќам, дај Боже, попуден уречам, не го осеќам толку, затоа што се сметам за едни од артистите кои што перформираат, изведуваат и живеат од музиката. Така да, ако го збориме општо, има веројатно затоа што така се поставени према музиката. Може нема доволно средства финансиски, затоа што естрадата да бидеш у музика бара финансиски средства. Ќе отидеш да снимаш музика, ти бара 1000 евра, 1500, 2000 евра. Треба да снимиш спот. Ако сакаш спотот да изгледа, можеш да поминеш со 300 евра. Па свегаш. Така да има многу работи што треба да се подобрат, меѓутоа одговор на тоа што е проблемот, мисламе само поставеноста на музичарите и лежерност. Дека се креира музика, меѓутоа каква музика, тоа е знак на прашање, а од друга страна ќе се речеш па турбо фолкот, за мене не е музика, ама просперира и тука нема формула, не знае зашто е тоа така. Ме свегаш, така да не знам што е проблемот. Кажи ми, како реагираш на коментари дека сте премногу комерцијални со вашата музика? Истражував малце и најдов на некои такви коментари. Па кога си музичар, веројатно треба да не си ограничен. Ако си поет, треба да пишуваш да имаш широк речник, не можеш да со 2 збора да напишеш книга, ме свегаш. Да, комерцијални сме, све што излага на телевизија комерцијално, денес или утре кога ќе излезам кај вас е комерцијална и од тоа се живее. Ти не можеш да се затвориш дома и да речеш еј, како никој не ме дознава, човече, дознајте ме. Мораш да излезеш некаде да ти има за те знаат луѓето. Која е најголемата жртва што имате направено за кариерата? Жртва? Па не знам да ти кажам жртва. Нашето време. Меѓутоа, тоа ако се води како жртва, затоа што убаво викам, се чувствувам блажено состојба што сме денес тоа што сме, затоа што не често може да сретнеш артист кој што може да се пофали дека живее од музика на вистински начин и има публика за да може да направи концерт. Вчера бевме во Битола, имаше многу луѓе. Јас си викам, гледа позитивната слика. Не беше тоа најфул цела сала као на Лепена, меѓутоа беше полно и као македонски артист си се чувствуваш убаво затоа што ако направиш компарација, па не секој стварно може тоа да го направи. И секогаш треба да ги бараш позитивните ствари у тоа. Ние сме стварно среќни што сме музичари и да се родиме повторно пак би станал музичар. Сакам да те прашам на тема Евровизија, пошто вие бевте наши представници на Евровизија. Често разговарам со естрадата зошто Македонија веќе не постои на Евровизија. Кој е твоето мислење? Дали еве вие ако ве побараат би прифатиле повторно по друго име?
Ајде патриотското. Па нормално треба патриотско. Види, Евровизија. Ние кога бевме на Евровизија, мислам дека беа задните генерации на Евровизија каде што стварно вредеше. Не затоа што ние бевме, меѓутоа имаше после беа Есма Лозано, Владко Илиевски, Калиопи, Ѓоко Тановски, тогаш уште беше добра Евровизија. Меѓутоа мислам дека сега малце како да форсираат нешто друго. Не форсираат музика, форсираат нека друга пропаганда и мислам дека еве да ми понудат сега да отидам на Евровизија, или би размислил или не би отишол. Да. Имам едно блиц прашање. Што е тоа нешто што ќе остане од Next Time? Нашите дела. Нашата љубов према Македонија. Така. Да. И што е нешто што го оставате за следен пат? Следен пат да ми направиш интервју па да стварно бидам татко и да ти речам да, управа си татко. Може нешто осетив потајно. Па не, дај Боже сега сите, како што реков, сите кои ќе влезеш у брак влагаш веројатно затоа што сакаш и фамилија да оформиш и тоа е тоа. Ќе видиме. Така. Стефан, ти благодарам, се надевам беше доволно времето. Си бевте, фала ви. Извинете што не ви бевме достапни претходно, меѓутоа фала ви и ќе не разберете. Ти благодарам многу, ви посакувам прекрасен настап вечерва во Лихнидос и се надевам дека ќе се видиме во некој од нашите следни интервјуа со убави вести. Фала ви на вас, да се здрави живи, фала што не поддржувате како е страда. Здраво, јас сум Стефан од Next Time, а вие гледате Hype од Македонија.